Изведувачна последната музичка точка за оваа вечер го поканувам Петре Штериев. So
tebe, sam da se ne znaš. Sramo me za tebe, sam da se ne znaš. Ne saka me bogatstvo, ne saka me pari, tuku saka me sloboda i čovečki pravdi mir. Tuku saka me sloboda i čovečki pravdi mir. Moj narode makedonski, so kakvi desi ti, dosta beše razbudi se, svesti se ne spiti. Dosta beše razbudi se, svesti se ne spiti. Svesti se ne spiti. По ова уживање на сцената го повикувам председателот на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН при Општинскиот комитет од Велес, Живе Катранџиев, да ги подели благодарниците на сите оратори. Пред да ги повикам ораторите на сцена, морам да признам дека сите бевте одлични. Бравос! И се надевам дека за вас ова ќе биде едно прекрасно и големо искуство за обидење. На сцената ја повикувам Ирена Христова. Ана Ризовска. Александър Георгиевски. Виктория Тасева. Уйтиме Ахмети. Виктория Петровска. Наница Дръскачева.
очигледно дека жирито се уште не е постигнато, сигурно е тешка одлуката за да се донесе. Затоа ќе замолам да повелите на своите места, а додека жирито се врати, ќе проследиме музика.
председателот на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН Живе Катранџиев. Пред да откријам причината зашто повторно испрем на сцена, ќе ги повикам сите членови на жирито да повелат на бината. Покрај на сите учесници, оваа вечер во знак на благодарност, благодарници за сите членови на жирито. Ви благодарам за тоа што вечер. Коран Здравковски. Анита Мирчева. Бошко Караджа. И председателот на жири комисијата Александар Колев. Ова е наша мала благодарност за целиот ваш вложен труд, како за манифестацијата, така и за спремањето на сите оратори. Ви благодарам. Време е да ставиме крај на неизвестноста, која верувам дека е најголема кај нашите оратори. Го поканувам председателот на жири комисијата, господин Александар Колев, да ја соопшти одлуката. Благодарам. Почитувани гости, дозволете ми на почетокот да ви го честитам празникот по кој повод Унијата на млади сили ја организира вечерашната четврта поред ораторска вечер, денот на македонската револуционерна борба. На 23 октомври, пред 119 години, 6 млади македонски патриоти се обединија околу идејата за слободна Македонија, околу идејата за подобра Македонија. Низ годините кои што следеа, низ сите 119 години, илјадници, безброј, млади, јунаци, знајни и незнајни, ја вложија својата животна енергија и го дадоа својот живот за оваа идеја. Денес, сите тие, и основачите на организацијата, и сите оние кои што се бореа за идејата на организацијата, можат да бидат горди, затоа што денес, во македонската младина, како што можевме да видиме, се уште живее идејата за подобра Македонија. Денес, особено можеме да бидеме горди на Унијата на млади сили и поради тоа што покрај многуте други работи, покрај многуте други активности, успева по четврти пат поред да организира една ораторска вечер, која од година во година стекнува се поголемо реноме и добива се поголем квалитет. Значи, денес веќе не можеме да зборуваме само за континуитет на ораторската вечер, туку можеме да зборуваме и за квалитет, се поголем и за поголемо реноме. Како што можеме да видиме веќе неколку години поред, ораторската вечер на Општинскиот комитет на Унијата на млади сили Велес е интересна и за многу учесници од други градови, од други општински комитети. И да не должам многу, затоа што сигурно дека денешните, вечерашните учесници се нестрпливи, би сакал само да кажам дека токму тие вечерва можат да бидат најгорди на своето залагање, на својот успех. Им честитам за залагањето, им честитам на прекрасните говори.
На крај мора да издвоиме тројца најдобри и би оделе по тој редослед. Третото место, жири комисијата одлучи да го добие Петровска Викторија. Жири комисијата одлучи второто место на вечерашната ораторска вечер Петар Попарсов да го добие Кујтиме Ахмети. Се надевам додека идев никој не виде на листчето што пишува. Првото место, жири комисијата одлучи да го добие Ана Ризов. Оваа вечер ќе остане запаметена и врежана длабоко во сеќавањата на секој од нас. Младите се столб за успешна Македонија. Колективниот успех секогаш е заслуга на поединците кои го поднеле врз себе товарот. Но успехот е за сите и само така ќе одиме напред. А ние сме на добар пат. Ќе продолжиме заеднички да ја градиме Македонија како што тоа го сакале нашите предци. Во соживот, во толеранција и разбирање. Ќе одиме напред кон големото европско семејство, каде што ни е местото, каде што нашите предци од секогаш не гледале. Почитувани, ви посакувам пријатна вечер и ви закажувам